Добар ден. Просторитет, втора епизода. Ова е најавата. Во првата епизода на Просторитет зборувавме за тема раѓање. Раѓањето означуваше почеток, тоа беше неговата символика. Ние не зборувавме за раѓањето во филозофска смисла, зборувавме за раѓањето во медицинска смисла со докторка Ружа Серафимова, на која што сакам да искористам оваа можност да се заблагодарам уште еднаш, поради тоа што ни помогна да го скршиме мразот. Вообичаено во нашето општество, кога ќе се роди детето, славиме мекици. Така да, втора епизода се дотерав за да одиме на мекици. Оваа епизода е малку поразлична. Трае 20 минути. Мислам дека трае се околу 20 минути и е во формат некако први, значи не е во подкаст формат. Тоа го направивме така поради тоа што мислевме дека на овој начин може многу поинтересно и подобро да ја пренесеме пораката. Идејата на оваа епизода е идеја на мојот другар Тале. Кога му кажа дека ќе снимам прва епизода Мекици, он ми рече, кога му кажа дека ќе снимам прва епизода Раѓање, он ми каже, па добро, зашо не снимаш Мекици втора епизода, ама тоа беше на зафрканци и после размислив, се распрашавме, правевме муавет со неколку луѓе од различни страни и дојдовме до многу интересни одговори, свативме дека стварно треба да обработиме тема Мекици. Тоа што ќе биде пракса на секоја епизода Просторитет, на почетокот на епизодите, односно во најавите, ќе ја повторувам дефиницијата и ќе повторувам дека ќе обработуваме сите фази на животот, бидејќи некој може ќе не следи од почеток, а некои луѓе ќе се приклучуваат порано или подоцна. Така да, Просторитет означува потреба за напредок во определен простор. Тој простор е умот, тој простор е домот, тој простор е општеството. Тој простор е Македонија. Просторитет е емисија што ги обработува сите фази на животот, почнувајќи од раѓањето, во втората епизода Мекици и така натаму, како што оди живот. Третата епизода ќе биде за градење на карактерот и за улогите во домот. Тато, мама, баба, дедо, бато, дадичка, стрини, тетки, сите што ги се рекјаваме додека се формираме како личности. И понатаму ќе разговараме за многу интересни теми. Значи, таа е линијата што ќе ја држи Просторитет, односно приказната која ќе се обидуваме да ја развиваме од месец во месец. Би сакал да им се заблагодарам на моите поддржувачи. Тоа се Виктор Славковски, Викса Фала, на Feng Shui Buddha Shop, кој се наоѓа на улица Никола Тримпаре број 61, спроти Кашмир кафе. Вако испаѓа дека и Кашмир кафе го ме поддржува, добро, ајде поздрав и до Кашмир кафе. Feng Shui Buddha Shop е продавница која постои повеќе од 10 години, продаваат различни видови на Feng Shui орнаменти, полудраги камења, накид од полудраги камења, миризливи стапчи и многу други интересни производи. И секако третиот поддржувач е нов бранд, македонски бренд основан во 2024 година. Би сакал да ви заблагодарам и на сите вас за искрената поддршка која ни ја дадовте после првата епизода, за прекрасните коментари и за оние коментари кои беа конструктивно критички. Следете не, срцнувајте не, споделувајте не, сабскрајбнете се на каналот и уживајте. Просторитет, епизода број 2. Некои викаат дека јадеме мекици за мек да ни биде животот, други велат за бебето да биде црвено и бело како мекицата, трети велат дека било од немаштија, четврти дека лесно се правеле, пети дека го опишувале животот, но нема еден дефинитивен одговор зашто сме почнале да ги правиме мекиците. Така да, прашањето за мекиците веројатно ќе биде едно од ретките прашања на денешницата што немаат одговор. Добар ден, како сте? Добри. Сега сме пред Тип-топ мекици. Да. Од 1974 пишуваат. Од 74-та да постои. Од 74 Од 74-та И- година, да. Тука сте на ова место. Тука сум, да. И зошто ги правиме мекиците?
Па ги правиме по традиција, бебе кога ќе се роди, се дават мекици. Значи, и традицијата ни е од постарите мајки, да, од мајките ни останало, да, мекици и така сме почнали. Тоа што е интересно за мекиците, дека во Македонија од сите националности се прават. Значи, кај албанците кога се родите, кај турците, кај македонците, секаде. Дали може доаѓа тоа од времето на турско, па заради тоа сме ја прифатиле сите традицијата или има нешто различно? Ја мислам дека од постарите баби, прабаби, почнале така. Од тесто почнале мекици да прават и така сме почнали и ние сме се учеле од старите мајките. Зошто не кифлички или питулици или некоја друга работа? Па порано немале. Значи за кифлички требало сусам, требало други работи, маргарин. Тоа време прабабите и бабите немале нели услови, немало, не постоеле маргарини, може немале доволно да купат или. Значи од немаштија Самото тесто да си прават мекици. најлесно било мекица да се направи. Најлесно, да. И најубави, да ти кажам. Ја многу луѓе прашав од кај ни доаѓа традицијата со мекиците и сите викаат од прабабите, од Така, точно е тоа. Од прабабите, бабите, мајките и така понатаму. Па сега и ние ќе оставиме на керките, на снаите. така. Традиција понатака, мислам да се тера она. Многу интересно. Мислев дека ќе го најдам одговорот зошто точно ги правиме мекиците, ама веројатно одговорот е од немаштија. Па порано јас ти реков дека бабите, прабабите немале, нели? И почнале од брашно што би направиле, нели? Лепче правеле, од лепчето ќе кинат мекици. Од самото тесто мекици си правеле, така фамилијата да изранат. Порано немале. Јасно. Секогаш е корисно да се повара второ мислење. Тоа е од суштинска важност во секој аспект од животот. Било да се работи за здравието, образованието или за секојдневните одлуки. Кога добиваме различни перспективи, ни се дава можност не само да ги потврдиме или преиспитаме првичните информации, туку и да развиеме подлабоко критичко размислување. Јас за видео поварав може 4 мислења, а не 2. Секоја една традиција има свој почеток, така има почеток и традицијата на правење мекици. Како сме започнале и зошто сме почнале да правиме мекици, а не сме одбрале наместо мекиците питулици, на пример? Па затоа што ова е најслично нешто во животот. Во која смисла? Во смисла на новите дечиња што доаѓаат на свет. Иначе, мекицата, нашите баби и прабаби правеле од мекица малечка, топче. Па топчето се чека да стаса. Како што се чека и бебето. После, мекицата се макне, се пржи да биде бело-црвена и тоа значи да биде здраво и живо новороденчето. Значи, на некој начин мекицата го символизира целиот процес од бременоста до раѓањето, ново врста на тесто. Така. Ме интересира, вие од кај го научивте рецептот за правење мекици? Па рецептот од прабаба, од мајка, од сите. Има ли некој крај каде што почнале прво мекиците да се прават во Македонија? Или едноставно не ја знаеме таа информација и сме почнале да ги правиме мекиците? Јас сум тетовчанка, потек. И таму сум родена. Значи, во Тетово се правеле мекици кога ќе се родело бебе и тогаш немало како сега вака да се купи, се правело дома да се мириши куќата, да се знае дека дошло нешто ново на светот. Дали има некои правила кога треба да се прават мекиците? Па, обично прават кога ќе се роди. Наредниот ден. А некои покасно прават, како има простор. Јас се смеев. Многу мајки никогаш не си биле на своите мекици, например, и мајка ми не била на моите мекици. И дали треба да го поместиме правилото да не биде веднаш после раѓањето, да биде да речеме 30-40 дена после раѓањето? Па може да биде, а мајките не можат никако да бидат на славењето. Зошто? Затоа што
тие се лемки и бебчето му треба посебна нега за да се прилагоди на овој свет. Значи, на некој начин традицијата вели дека мајката во периодот кога се прават мекиците мора да се грижи за детето, додека семејството го прославува раѓањето. Така. Таткото е главниот. Аха, јасно. Значи традицијата од старт ја дискриминира мама и ја остава во болница да лежи со бебето сама. Не може да почекаме 40 дена и да дадеме време на мајката да си дојде до себе, да се опорави физички, емоционално, мора одма да ја почастиме фамилијата. Дали на вистина не може да ја одложиме прославата? Дали толку ќе ги повредиме традициите ако мекиците ги направиме 1, 2, па може и 3 месеци покасно? Од првата епизода јасно видовме или слушнавме дека мајката после периодот на 40 дена си доаѓа на себе. Че мора да има еден период на заздравување од целата нова состојба. Исто така видовме со какви предизвици може да се соочува мајката во периодот после раѓањето и од се тоа лесно може да се заклучи дека не е фер и праведно да се слават мекици, додека мама е во болница сама. И да, може да отвориме уште една тема од првата епизода, тоа е родителското татковско отсуство. Не би било искрено подобро ако двајцата може да имаат 40 дена слободни во кои ќе се навикнат на новата состојба. И после тоа слободно може да се слават мекиците. Мислам дека дури подобро ќе биде така. Кој е процесот на правење мекици? Како се прават мекиците, колку време се прават мекиците и која е просечната нарачка на мекици што се нарачува? Така, значи сега вака. Ние имаме две врсти на мекици, постни, тоа е брашно и вода и со млеко и јајца. Постните мекици, значи прво ставаме брашно, па ставаме зејтин, квасец, сол и го месиме тоа. Од кога ќе стаса, значи тестото, од прилика 30 до 40 од 30 до 1 час, значи зависи од времето, ако е лето побрзо стасува, ако е зимно време поспора. Од кога ќе стаса тестото, значи правиме топчиња и после тоа ги развлекуваме. Видовте на како ги развлекуваме, така да, значи се пржат и ги редиме во кутии. Другите мекици со млеко и јајца, значи иста е процедурата, само што доставаме млеко и јајца. Исто и тие, значи чекаме 30 до 1 час, правиме топчиња, ги развлекуваме во зејтин врел, ги ставаме, пржиме, ги вадиме, се исцедуваат и ги редиме во кутија. Кога ми текне мене на мекици, веднаш ми доаѓа една насмевка, како што може да видам денес и многу дечиња доаѓаат тука. Како одлучивте воопшто да се занимавате со оваа работа? Бидејќи секогаш ме интересирало за некој бизнис како почнува човек да се занимава со ова. Како вашето семејство почна да се занимава со бизнисот на мекици? Значи идејата беше на мојата мајка. Јас тогаш имав 26-7 години и бев невработена, значи со факултет сум. И што да правиме, и мојата мајка, зашто ме искуство од незините, значи баба, прабаба, не знам точно сега така, они имале на времето фурна и вика да пробаме, вика со мекици. И пробавме со мекици, отворивме дуќанот, че дуќанот точно 6 години ми постои. Го отворивме дуќанот и почнавме со работа. Сите што ги знам, сите што ме знаат и оние што не се знаеме едни со други, но живееме во овој град и држава, независно од нашата етничка припадност, сме го започнали животот со мекици. Како што во првата епизода на животот никој не прашал дали сакаме да се родиме, така е во втората. Додека сме биле со мајките во болница, никој не прашал дали сакаме мекици. И заради тоа, природно се отвара прашањето. Зошто токму мекици? Од сите видови тесто, како токму тие станаа символ на новиот живот? Каде во нашето минато се крие тајната на мекицата и чива задача е незиното откривање? Мекицата на прв поглед изгледа како едноставно тесто, но зад неа стои многу повеќе. Таа е првиот вкус што не обединува, првиот допир со традицијата што сите ја делиме, без оглед на нашата етничка, верска или културна припадност. Всушност мекицата не е само оброк, таа е ритуал. Тоа е моментот кога семејството, блиските и друштвото ја прославуваат новата душа што туку пристигнала на светот. Овој ритуал не познава граници. Го гледаме во секое мало, во секоја насела и во секоја куќа. Интересно е како низ вековите мекицата успеала да го задржи своето место во нашата култура. Од едноставните селски домови до модерните градски станови, традицијата останува непроменета. Во време кога се чини дека се менува и исчезнува, едноставно
обичајот на мекицата останува непоколеблив. У Македонија сите прават мекици. Македонците, албанците, турците, ромите, србите, хрватите. Мекицата е доказ дека и најобичните нешта може да имаат длабоко значење. И од тука се поставува прашањето: дали може мекицата еден од столбовите на нашиот културен идентитет? Што е култура? Што е идентитет? Културата е секогаш мелез, културата е секогаш композит на неверојатно различни влијанија. Да речеме, во културна смисла, јас сум, например, една необјаснива компликација на джез саксофонистот Џон Колтрейн, на Џон Ленон, на баба ми Јалтана, на брат ми Владко и жена ми Патриша, на Војдан Чернодрински, на Марко Цепенков и на кинеската опера. Така да во таа смисла, во културна смисла, сите сме мелези. Културата не поднесува национални граници, таа не знае што се политички граници. Културата е турлитава. Сега проблемот е што постои, освен што постои идентитет културен, како кој е мелез, постои национален идентитет. Проблемот е сега што ние сакаме националниот идентитет да го чуваме чист и тука правиме проблеми со културниот идентитет, затоа што за да може да се очува. Приседнеме, сакаш? Да. Обично се смета дека постои нешто таму некаде на хоризонтот кој е чист национален идентитет. И сите се во потрага по некаква чистота на тој идентитет. Сите национални држави се во потрага по чистота некаква која е секогаш фиктивна и за да се допре до неја обично се оди преку крв до тој тип на чистота. Како што се покажа на теренот на Балкан последниве години. Ми се чини дека нема ништо чисто и нема ништо дефинитивно во проблемот на идентитет. Мојот, лично ќе зборам, од какви све идентитети сум составен? Јас прво сум составен од идентитет на родител. Моите обврски кон моите деца пред 3 години, кога тие беа помали, беа сосем различни од моите обврски кон моите деца сега кога се поголеми. Така да јас секојдневно морам да работам на мојот родителски идентитет, да го преиспитувам, да ги разгледувам моите обврски одново и одново, да се подготвувам, да ги растурам старите варијанти на тоа кој сум бил и да одам кон нови. Тоа е родителскиот идентитет, кој сите го имаме, тој е општо познат. Втор, професионален идентитет. Секој се бајле, секој вече се прашувам кај сум, шо сум, која е новата драма, како да направам оваа сцена, како и ти. Со кого ќе зборам денес, како да ги покрием овие области од македонската култура. Прашањето на идентитет е една приказна која трае. Тоа не е нешто кое е запишано да биде или тоа или не. Како што да речеме ги учат деца се уште на Косово, гледав сега една документарна програма. Деца во српски ги учат во училиште дека пред 500 години е изгубена една битка на Косово и дека сега тие треба се подготвуваат да ги платат тие сметки. Тоа е идентитет, тоа е начин на културен однос, не на културно на учење на тоа кој си. Одговорноста? Затоа што идентитетот е секогаш приказна за тоа кој си. Кој ќе ги земеш учебниците од прво одделение, ние сме имали едни учебници, сега нашите деца имаат други. Некој тие учебници ги пишува. И некој тие учебници ги пишува по нечија нарачка. И некој тие нарачки ги прави. По кој терк? По која идеја? Која е таа приказна која некој ни ја нуди? Дали е тоа Министарство за култура, Министарство за образование? Некаде, а и нив некој ми ја нуди. Некаде се прават тие приказни кои ни кажуваат нам кој сме. И за кој обично не водат во војска, не водат во војна, ни кажуваат вакви или онакви приказни на телевизија, во однос на кој ние денеска спиеме вака или онака, се подготвуваме за вакви исклучување на струја или онакви чекања во ред. Кој ги нуди тие приказни и зошто баш тие, а не некои други? Тоа се се работи кои мене битно ме интересира. Постоја се разбира и сексуални идентитети, начинот на кој бевме сексуално живи, кога бевме 5 годишни, па 15, па 25, па 40, се различни. Тоа се различни приказни. Така да исто како што се развиваат овие други идентитети постојано, се развиваат и нашите национални идентитети. Зошто е тоа нешто кое е запишано во златни слова тамо некаде пред 500 години или 1000 години? Замисли ги кутрите монголци кои пред 1000 години имале еден опасен апаш кој се викал Џингис Кан. Пред 1000 години отишол и расторил цела Европа. И сега околу Улан Батор седат по овие шатори разни монголци и си викаат леле да ни е пак Џингис Кан, па пак да тргнеме така.
со тој идентитет се треба да живеат национални и треба да се подготвуваат да го сретнат 21. век. Така да секоја нација си има ваква фикција за нивниот опасен апаш. Сите мечтаат по апашите што ги имале порано, кон моćните луѓе. Јас тие работи ги наречувам историски ерекции. Она што го наречуваш кокетирање со мултикултурност, ја мислам дека државата Македонија кокетира со сите возможни фондови, кокетира со меѓународниот фонд, кокетира со Сорош институции, кокетира со се живо и диво кај што има фондови, кај што има пари со меѓународни банки. Тоа не е кокетирање, тоа е едноставно начин на кој се живее денес. Постои нешто кој се вика мултинационален капитал, постојат измешани интереси, мислам, и постои конечно нешто кое се вика одговорност. И да, изгледа сега одговорноста е во рацете на нашата генерација.